За православните христијани од утре започнува Божичниот пост. Овој пост е втор по должината на траењето, односно по Великденскиот пост. Во однос на строгоста за употреба на храна е поблак, бидејќи е дозволено во одредени денови да се јаде масло за јадење и риба за поголемите празници. Целта на 6-неделниот пост е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од масна храна, туку и со воздржување од лоши мисли и дела. Со благослов на неговото високо првосвештенство митрополитот господин Јосиф, нашиот надлежен епархиски архиреј, нека ни се напомош најпрвин божикните пости, што токму започнуваат од утрешен ден. Денеска сме 27. Свети апостол Филип, сите што го слават Свети Филип како именден, како слава, нека им е вечна, среќна слава и вечно име. А од утре Свети великомаченици Гури, Самсон и сите други пострадани, од 28. фактички започнува Светиот Божикен пост. Овој пост трае од 28. се до полноќ на Бадникот, кога ние го очекуваме рождеството Христово. Еден од најпрекрасните, најубави празници во христијанството после Великден, нормално Великден е празник на сите празници, но овој празник така задира во семејната интима, во семејството, што ово е семеен празник, Божикот, и дај Боже да се радуваме сите на тој прекрасен празник, бидејќи самиот ден Бадник доаѓа од глаголот имперфект, минато несвршено време, бдиети, што значи да се биде буден, да се очекува празникот на Христовото рождество. Сега од утре, овде имаме обичај, се до пречиста, се пости без зејтин. Но, овој Божикен пост, бидејќи е Божикен пост, дава зејтин во четврток, во вторник, во сабота, во недела. Само понеделник, среда и петок е без зејтин. Значи, кој што може Господ да му поможе и понатамо после пречиста кога ќе причестиме, сите празници скоро се на риба, наместо меса, јајца, сирење, се дозволува риба, например на Света Пречиста, Света Катерини, Свети Ѓорѓија Посенели, Свети Климент Охридски, Светата Варвара, Свети Никола и Свети Спиридон Чудотворец, сите поголеми празници дозволено е риба да се јаде. Верниците кои имаат здравствени проблеми треба да постат според своите можности, бидејќи како што вели отец Исаевски, не е во прашање храната која ја внесуваме, туку како се однесуваме со ближните. Секој може, а и треба да прости и да се помири со ближните, но и да направи некое добро дело. Постот не е пост само со примање на телесни продукти, туку постот е нешто повеќе. Најповеќе е ние да испостиме духовно, да се сродиме, како што бил милостивиот самарјанин неделата што помина, како што он ги преврза раните на јудеецот кој беше полумртов на патот оставен, така и ние да ги смилостивиме нашите души, ако биле гневни, нашите души на некого да ги смириме и да го молиме Бога за прошка и опростување на сите наши грешни мисли, грешни дела, грешни желби и така натаму, за да бидеме навистина да постанеме преку причеста тело Христово да се всади во нас длабоко, во нашата душа тоа тело и крв Христова, за да се осветиме, за да го примиме тајнот во мир, здравје, среќа и благосостојба на сите. Овие се радосни пости, значи како што наведов, траат се од утрешен ден, од 28. се до полноќ на Бадник. Кој како може, Господ нека му поможе, Мајката Божја нека му помогне и нека биде со сите нас Господ Бог.
упатувам исто така и апел до сите оние што имаат шеќерни болести, кардиоваскуларни болести и така натаму, да колку можат според нивните сили да попустат, ние ќе ги причестиме. Оти Господ не е врана да ваѓа очи, Господ е милост и љубов. Тоест нисходлив и спрема здравите, и спрема болните, и спрема натажените, и спрема радосните, и спрема сиромашните, и спрема богатите. Нека е напомош и Господ Бог личен убав да дарува во светлина, во убавина и мир меѓу овој народ да го пречекаме најубавиот празник Божик. Нека е за многу години. Бидејќи датумот на Божич не се менува, овој пост секогаш почнува на 28 ноември и трае до Бадник на 6 јануари. За време на постот постни се и сите славски трпези.